Денеска православната црква ги празнува светата великомаченичка Варвара и светиот Јован Дамаскин. Светата великомаченичка Варвара, таткото на оваа славна Христова последователка која од раните години станала невеста Христова, по име Диоскор, бил познат по угледот и богатството во градот Илиопол египетски, а во верата бил незнабожец. Својата ќерка единица, мудра по ум и убава на лице, Диоскор ја затворил во висока кула, ја обкружил со сите удобности и дал слугинка да ја служи. Поставил идоли за поклонување и созидал бања со 2 прозорци. Наблюдувајќи ги од прозорецот на кулата, земјата долу и ѕвезденото небо горе, на Варвара и се отворил умот со благодатта Божја, та го познала единиот вистински Бог Творец, иако немала никој од луѓето за учител во тоа. А кога еднаш нејзиниот татко се оддалечил од градот, таа излегла од кулата и по Божја промисла се сретнала со некои христијанки, кои ја објасниле вистината на Христовата вера. Срцето на Варвара се разгорело со љубов кон Христа Господа. Таа наредила да отворили уште еден, трет прозорец на бањата, за 3 прозорци да бидат символ на Светата Тројца. На еден камен во бањата нацртала со прстот крст и крстот се вдлабил во каменот како со железо врежан. Од нејзината стапалка на подот на бањата протекло извор со вода, која подоцна многумина ги исцелила од болест. Кога Диоскор дознал за верата на својата ќерка, сурово ја претепал. Ја избркал од кулата и потрчал по неја за да ја убие. Една карпа се расцепила и ја скрила Варвара од суровиот татко. Кога повторно се појавил, татко ја фатил и ја одвел кај началникот Мартијан, на кого му ја предал ќерката на мачење. Невината Варвара ја соблекле и ја камшикувале се додека нејзиното тело не било покриено со крв и со рани. Во затворот и се јавил самиот Господ со ангелите и ја исцелил. Кога го видела тоа некоја жена Јулијана и самата посакала мачеништво. И двете биле страшно мачени и со подбив по градот водени. Им ги одсекле градите и многу крв од нив истекло. Најпосле ги извеле на губилиштето каде што самиот татко си ја заклал ќерката, а војниците Јулијана. Во истиот ден удрил гром во куќата на Диоскор и ги убил и него и Мартијан. Светата Варвара пострадала во 306 година. Нејзините чудотворни мошти се наоѓаат во Киев. Прославена во Христовото царство, таа многу пати се јавувала на денешен ден. Понекогаш сама, а понекогаш во придружба на Пресвета Богородица. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Свети Јован Дамаскин. Во почетокот бил прв министер на калифот Абдалмелех, а потоа монах во манастирот Свети Сава Освештен.
Заради огненото застапување на иконопочитувањето, во времето на иконоборниот цар Лав и Савријанин, Јован бил накажан од овој цар кај калифот, кој му ја одсекол десната рака. Тој клекнал на молитва пред иконата на Пресвета Богородица и раката му се составила и на чуден начин зараснала. Кога го видел тоа чудо, калифот се покајал, но Јован не сакал повеќе да остане кај него како големец. Туку се повлекол во манастир, каде што уште од почетокот бил пример на монасите во смирението, послушноста и во сите пропишани монашки подвизи. Испеал многу посмртни песни, го составил Октоихот, Ирмологијата, Месецословот, Пасхалниот канон и напишал многу богословски дела со вдахновение и со длабочина. Голем како монах, како поет, како богослов, како војник на вистината Христова. Дамаскин се вброил во големите оци на црквата. Мирно се упокоил околу 776-та во 104-та година од својот живот. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите оци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ.
Та